Воздухоплови, воени возила и друга опрема на армиите кои учествуваат во мултинационалната вежба Брз одговор 23, која почнува од денес, а ќе трае до 2 јуни, можеа да видат граѓаните на спортскиот аеродром Аџи Тепе во Куманово. Во неголемата вежба која ќе се реализира во Македонија ќе учествуваат армии на 4 НАТО сојузници и една партнерска земја. 500 припадници на македонската армија, како и околу 1000 војници од Минесота, Албанија, Црна Гора и Косово. Како што можете да видите во нашата позадина, поголемиот број на летала кои ќе бидат користени за вежбата, а тоа се популарните Апачи, Black Hawk, тука е Чинок хеликоптерот и Ми-8/17 од армијата на Република Северна Македонија. Дополнително може да видите тука и сите оклопни возила кои ќе бидат користени за време на вежбата, како од македонската армија, така и од армиите учесници на вежбата. На позадина се поставени точките каде што може да се види и опремата лична од делот на АБХ, падобранска опрема, планинарска опрема и во соработка со општината Куманово имаме пригодна изложба од дечињата од основните училишта од градот Куманово и еден оркестар кој е во позадина, кој го збогатува настанот со една убава музика од гимназијата Гоце Делчев од Куманово. We're very excited to take part in this. It's a great community building, relationship building with the communities and to foster our international partnerships. So we're very excited to be here. Граѓаните задоволни што може да видат воена опрема која досега ја гледале само на телевизија. Па добро, излегов да видам што има, како има, не сум сретнал досега оваа нешта. Да ми преде малку време така да видам. Интересно е да се види опремата со која што располагаат силите? Да, интересно е. Сила. Досега немало вакво нешто во Куманово? Па мислам дека имаше пред некоја година такво нешто, али не сеќаваш. Поодамна. Така. Можеме да видиме дека има различни возрасти, дури и најмалите, некако најпривлечно е за нив. Да, јас по возрастен така. Само штета што е данас пазар овде и многу е гузо, луѓе се веќином отишли тамо, нису дошли овде, али кој се интересира, сигурно ќе да доđe. Супер е, изаредно и немам се да кажам. Да, гледаме дека е привлечно за сите генерации. За све генерации, ташно. И за деца и за стари. Лепо е да се види, да ви кажам сега. Јас сум стари генерации, ово сам само гледал некад на телевизија, био именица за мене, а сад ово гледам и уживо и сликам, чисто да имам неку успомен. Мислим да е лепо. Па добро, интересантно е да се види овдека, да видиме што има, како има. Јас прв пат да ваѓам, немам вакво видено сега да видам. Така, убав ден за прошетка и тоа. До сега не за време на бивша Југославија си имам сретното, веќе служев во Земуник 89-90. Таму имаше мал број на авиони, тоа се утва 75 како таму што се прикажани, Г2 и Г4. Подршка на настанот даде и општина Куманово. Во организација на Министерството за одбрана, амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје и општина Куманово се организира овој отворен ден за граѓаните, каде што имаат можност да видат дел од воено-техничката опрема на нашата армија и исто така на армија, наш партнер, земја членка на НАТО, Соединетите Американски држави. Исто така, општината на настанот учествува со своји представници од Аероклубот Куманово, противпожарната единица Куманово и нашата гордост, тоа се учениците од гимназија Гоце Делчев, кои што во рамки на нивниот оркестар Симфониум, значи ги забавуваат граѓаните. Пресреќен сум како градоначалник, бидејќи гледам дека има голем интерес на кумановчани, дури видов граѓани и од другите градови. Ја поздравував вам оваа активност и секако општината и во иднина ќе се обиде заедно со наши заинтересирани партнери да организира вакви настани. На аеродромот беше изложено и новото роботизирано возило со вооружување на американските сили, кое на криволак за прв пат треба да се тестира. Вежбата Брз одговор 23 е во организација на американските сили за Европа и Африка.